Ве поздравувам сите и денеска би сакала да говорам за еден момент кој што во психотерапевскиот процес е доста значаен, а тоа е исцрпувањето. Во работа со луѓе многу знаеме да бидеме конкретни и се обидуваме да бидеме прецизни во истражувањето што е тоа што го довело нарушувањето на менталната состојба или менталното здраве на одреден клиент. Пак ќе повторам состојба, бидејќи не станува збор за болест, туку за клиент или пациент во криза. Денешнава инспирација е само обвинувањето на мојот клиент, кој што постојано се самообвинува, при тоа посочувајќи го прстот кон себе си, и тоа е толку многу деструктивно што се обидуваме сами да истражеме до што придонело да се случува тој процес на самообвинување толку строго спрема самиот себе во постапката која што се нарекува животно искуство од еден сегмент. Конкретно говореше за тоа дека општественото збиднување и сите настани околу него се виновни за тоа што тој се чувствува толку депресивно и не сакаше да го користи зборот анксиозност. Затоа што рече дека премногу сме претерувале и на јавните медиуми и секаде околу нас, користејќи го тој збор, и конкретно кажа зошто мојата баба, прабаба и луѓето од безмалку минатиот век не користеле термин анксиозност и депресија, и зошто сега современиот човек се соочува со овој проблем. Во мојата рака имам едно прекрасно цвеќе, внатрешноста на него е познатиот прескапа зачинета билка, која што се нарекува шафран, веројатно знаете. Значи, многу е чудно да се пронајде во една ваква сурова природа баш ваков цвет. Ние токму оваа метафора ја користам да ви објаснам дека во толку една помалку личност која станува дисфункционална, како психотерапевти се обидуваме да го најдеме токму шафраното на значена зачинска билка во неговиот мозок, која што ќе помогне да се сватат причинско-последичните односи, бидејќи не постои ментална здрава личност која што не може да свати кои се причините кои довеле до таква и таква последица и во која состојба самиот тој пациент се наоѓа. Во конкретниот случај морав да објаснам дека не постои совршен општествен систем, меѓутоа мора да постои некој подобар општествен систем. Морав да го дадам моето согледување за тоа зошто ние денеска толку многу користиме терминологија како анксиозност. Што не продуцира со дефинирање. Зошто? Анксиозноста е една силна потреба на човековиот ум да се справиме со стравот кој што на некој начин е еден вид поизразен страв е анксиозност, ама што значи тоа? Тоа значи дека човековиот ум има потреба од постојана контрола и предвидливост на работите. Мојот клиент е постојано затворен дома. Тој работи во дигиталниот свет и неговата работа од дома го направи социјално анксиозен. Зошто? Затоа што по неколку неуспешни обиди да се вработи во фирми во кои што се станува рано и се оди на работа и се враќа со предвидлива содржина, тој си креирал собствена работа, собствен бизнис во собствениот дом и таму се осеќа најбезбедно. Неговата социјална анксиозност се базира на тоа да не излегува од дома. Што му нуди домот за да ја намали таа анксиозност? Домот токму му нуди предвидливост и му нуди еден вид контрола. Тој таму знае во неговиот собствен дом што е предвидливо и што може да биде контролирачко. Значи, зошто во современиот општествен систем се случува да луѓето имаат проблеми со анксиозност? Баш затоа што имаме повеќе избори. Доколку се случи пример, некоја лична трагедија или несреќа, имаме повеќе понудени избори од страна на овој век и ова време да избереме што и како понатаму, да донесеме одлука и да се носиме со последиците од веќе донесената одлука. Токму тој страв од погрешен избор ги прави луѓето тотално анксиозни, а имаме многу избори. Значи, кога ќе погледне кој тоа избор да го направи за да го реши собствениот проблем, наидува на море избори. Токму тоа море на избори му создават уште поголема непредвидливост и уште поголема надбор од контрола, односно немање на контрола.
Во суштина, кога човек нема контрола и не е предвидлив, а тоа нашиот ум постојано го диктира, се преплавува со страв. Пациентот со кој што работи, односно клиентот ми рече: јас не сум анксиозен, туку јас едноставно се мотивирам со исполнување на моите нагони. Донесувам одлуки и ги се сносам со последиците. Но, јас реков дека главниот мотиватор за секоја преобразба и за секоја состојба кој што го нарушува менталното здравје е стравот, кој што е секако нели уште од почетокот на самото детство. При ова, мојот клиент ми посочи дека тој како личност во детството не бил таков. Па сега тука влегуваме во длабоки дебати. Детето воопшто не е личност, детето само реагира со страв кога има потреба за храна и кога некој е тука да му помогне. Таа исконска потреба на човекот е тука, во неговиот ментален склоп, во неговиот мозок. Доколку не се случи да тој има некоја ситуација која што може да ја контролира и која што е предвидлива, се соочува со големи проблеми. Тука сме за да направиме увид, да ја поднесеме одговорноста, а не да претпоставуваме и нагодуваме. Ви треба стручна помош и секогаш не е на одмет да работите на вашето ментално здравје.